Затоа не бил, председателке, хаосот намерно направен и организиран во оваа клиника. Бидејќи не само станување на като системот, клиниката нема пишана процедура за процесот на прием, издавање, трошење и евиденција на залихите на лекови и медицински потрошен материјал. Затоа било. Да, може да се покрие. Дали е еден случај, што е потврден и сега со исказ на сведокот, или пак биле 120 кутии, да не продуцирам точната бројка, ви одговорете. Во секој случај, она што го констатира државната ревизија, еве патеката како се случило. Пописот на средствата и обврските не е во целост проведен и притоа утврдено недоследно почитување на одредбите од правилникот за сметководство на буџетите и буџетските корисници. Само да ве потсетам дека ревизијата утврдува дека и финансиските транзакции се спротивно на законот. Нормално, ако не знаете колку ќе ви влезе, колку излегло како количина, ако немате евиденција, се разбира дека не знаете ни што плаќате. Понатаму, биле превземени обврски над одобрениот буџет. Тоа го утврдивме. Постои неусогласеност на сметководствената и материјалната евиденција на залихите со состојбата по спроведениот попис. Тоа значи се платиле 100, на залиха имате 10. И немате покритие каде ви се другите. Или пак е недоволно јасно. Затоа е таа резерва што ни се случува во целиот овој хаос. Да имало онколошка патека, да си имало тубор борд, да си имало стручен колегиум, ќе си имаше точни количини. Да немаве колона на импровизирана чекална пред директорот, каде што задолжително морало покрај пациентот еден присутен да има од фамилијата, можеби ќе имавме и подруга ситуација. Да немавме ситуација кога директно некој ќе можеше си нарачува велодрогериите или велодрогеријата да испорача на сосема 15-та локација, немаше да имаме оваа ситуација и дефинитивно тврдам дека ќе немаше ниту еден бар код, ниту во Косово, ниту во Албанија. Како што имаме сега ситуација. Не сте вие крива. Некој намерно го разрушил системот. Да не се постапува по законот. И при тоа, во ниту еден момент, ниту било санкционирано, ниту реагирано, било толерирано и пак ќе кажам, најверојатно и организирано. Веќе имаме сосема доволно показатели да го впериме прстот во Министерството за здравство. Или се немало понеспособна институција во историјата на оваа држава, или пак тоа е врвот на неодговорноста, што може да биде забележен во историјата на Македонија, или пак тоа е организираната клика на криминал, која што довело до овие немили настани во клиниката.